Годинава по втор пат ќе се одржи настанот насловен како Генералка викенд, во кој голем број граѓани и волонтери ќе бидат вклучени во акција за чистење и селектирање отпад како дел од 10-годишниот проект Зелена Сончева 2021-2031, создаден од компанијата Man and Mountain. Целта е да се собере што е можно повеќе отпад, кој на крајот се мери и за секои 10 килограми ќе се засади по едно дрво. Лани на овој предизвик одговорија 10 општини во државата, оваа година се активира 21 општина. Целта е еколошка обнова, рециклирање на отпадот од минатото и создавање нова зелена иднина. На оваа тема во продолжение разговараме со Гордана Софија, еден од основачите на компанијата која застана за овој проект. Гордана, добро утро. Добро утро, Александар. Зелена Сончева 2021-2031 е 10-годишен проект кој има за цел пред се собирање на отпадот кој сме го оставиле зад себе, обезбедување зелена иднина, но би рекол и за будење на јавната свест за потребата од чиста животна средина. Како дојдовте на идејата? Како започна целиот овој проект? Благодарам за повик. Започна идејата од еден спонтан разговор меѓу мене и мојот партнер Ханес Јекел, со кој што заедно го организираме овој проект. Ханес е австриец, меѓутоа е влюбен во Македонија и за него беше несватливо како може една толку природно убава земја со толку природни богатства и културни богатства, сепак луѓето да немаат, да речам, да не се срекни. И тогаш продискутиравме подлабоко и идејата беше уствари да не се жалиме на она што не е можно, туку да пробаме да направиме што е можно, да го направиме животот подобар тука, за нас и за сите. И така и започна идејата, размислувавме за сите природни богатства, културни богатства, кои се капацитетите, што се може да се промени на подобро. Меѓутоа мораше да почнеме, што се вика на англиски, from the scratch, значи од почеток, а тоа е да изчистиме земјата од отпад, бидејќи е прилично загадена и да се создаде една еколошка обнова. Затоа и проектот е поставен за 10 години да трае, бидејќи секоја година, секоја пролет ќе има Генералка викенд, некаде вториот викенд од мај, а потоа на есен ќе има садење дрва, со што ќе го изчистиме, како што спомена, отпадот од минатото, а ќе засадиме дрва кои што ќе ни донесат на зелена иднина и чист воздух и чиста почва, чиста вода, повеќе вода. Тоа беше идејата, значи навистина е од срце. Така, Генералка викенд се случува по втор пат во земјава. Како поминавте минатата година за време на пролетната чистка? Колкав беше интересот за ваквата акција? Да речем, бевме искрено изненадени кога почнаме кога се случи Генералка викенд. Поканивме 10 општини да учествуваат во акцијата и искрено бевме скептични каква ќе биде реакцијата, меѓутоа видовме дека сите слоеви на луѓе, бидејќи сите учествува, од дечиња, од градинка до пензионери, невладени организации, спортски клубови, администрација, значи обични граѓани, секој се вклучи и ја чистеше непосредната околина околу нив и луѓето сакаат да се изчисти, луѓето сакаат да живеат во чиста и здрава средина, бидејќи чистата и здрава средина е директно поврзана со генералниот квалитет на живот. И имавме, значи во 3 дена беше акцијата лани на 7, 8 и 9 мај. Имавме над 1000 волонтери во 10 општини. Се чистеше на околу повеќе од 70 локации. Општините ги избираа локациите. Ова го работиме заедно, партнер во ова ни се и Пакомак, бидејќи не е само чистење отпад, туку е и рециклирање и едукација на луѓето во однос на третирањето на отпадот, што е многу битно, а тоа се почнува од самиот дом, каде се селектира отпадот, пракса што веќе постои на Западот и која што можеби ние постепено и треба да ја имплементираме. Затоа и пак ќе споменам, проектот е 10 години, како би се навистина еден израз да искористам, ке вергламе 10 години додека барем малку не се промени начинот на размислување на луѓето во однос на третирањето на животната средина.
И според информациите кои што ги прочитав, само лани во ланската акција сте собрале 175.000 килограми ѓубре, што е еквивалент на 17.500 нови садници. Каде ги засадивте овие садници? Садниците ќе бидат засадени оваа година. Милани имавме договор со Министерството за земјоделство и шумарство и водостопанство за секои 10 килограми отпад да биде донирано по едно дрво. Ни тие ни ние не очекуваа дека толку отпад ќе биде собран, така да податоците беа шокантни за двете страни. Меѓутоа, значи тие дрва ќе бидат засадени на државно земјиште. Оваа година сме бидејќи тој договор беше само за минатата година, оваа година повторно преговараме со Министерството за земјоделство да направиме еден долгорочен договор на 9 години, како постојано би се донирале дрва и би се саделе. Се уште сме во преговори, се надевам дека ќе отворат вратата да се случи ова, бидејќи луѓето кои што излегоа и кои што чистеа и кои ќе излезат оваа година и кои вложија напор, треба да бидат и наградени, а тоа е да им се вратат дрвата таму и да им се подобри животната околина. Тоа е она што ние сакаме да го постигнеме. Така. За време на вашите активности, покрај што собирате огромни количини на отпад, ведите дека собирате и голем број знаења за локалните проблеми и решенија за отпадот. Она што го извлековте како искуство досега е дека општините се оставени сами на себе во справување со овој проблем. Велите, вие ќе го промените ова. Како? Ќе пробаме да го промениме. Знаете, и ние сигурно ќе направиме многу грешки, меѓутоа барем сакаме да се обидеме да подобриме. Забележавме, бидејќи комуницираме директно, значи одиме во сите општини, патуваме и разговараме со сите луѓе таму и значи од градоначалникот до луѓето во животна средина, до граѓаните. И видовме дека општина со општина не комуницираат во однос на овој проблем и дека некои општини, ако немаат, да речам, супер инфраструктура во однос на менаџирање отпад, го успеале да го решат ова и да е постојано да одржуваат општината чиста, а некои кои што имаат, меѓутоа не знаат како да го имплементираат тоа. Така да затоа дојде идејата да направиме еден семинар и да ги поканиме сите представници на општините од животна средина, инспекторите за животна средина, на еден затворен семинар кај што ќе може да ги разменат знаењата, ќе има гости од Пакома и сега исто сме во преговори да дојдат представници од Универзитетот од Упсала во Шведска, бидејќи тие успеа да го имплементираат она што ние сакаме да го имплементираме тука, а тоа е еден холистички пристап во однос на животната средина, значи чистење, рециклирање, садење дрва. Ајде да потенцираме каде се ќе се одржуваат акциите за чистење, каде треба да се предаде собраниот отпад и дали е предвидена одредена едукација на лицата кои се инволвираат во насока на селектирање на истиот и уште едно прашање, кој се може да земе учество во ваквите акции? Ќе почнем од второто, секој. Секој. Оваа година ќе бидеме во повеќе од 21 општина, а за сега се потврдени 21 општина, меѓутоа чекаме одговор од уште 2 општини. Следната година ќе вклучиме уште 10 општини, таа поне уште 10, може би и повеќе, се додека за, да речам, 4-5 години не ги опфатиме сите 82 општини, така да во тие 3 дена ќе се чисти на локално ниво, туку исто и на национално ниво, значи цела нација ќе ја чисти животната средина, тоа е нашата цел. Ќе има едукација на секој пункт, го нарекуваме пункт за собирање отпад, кој што општината ќе ги одреди, каде ќе бидат овие пунктови, каде што ќе се носи селектираниот отпад. Ќе има сончеви пионери, тоа се нашите волонтери, кои што ќе ги едуцираат луѓето во однос на селектирањето отпад. Тоа е делот во однос на едукацијата. Секоја општина ќе одреди кои локации сака да се исчистат и таму ќе се направи јавен повик, така да секој оној. Убаво би било што поголем број, бидејќи да излезат луѓе, бидејќи како што се грижиме дома, станот да ни биде чист или куќата, убаво би било да се грижиме и за она што не обкружува нашата непосредна околина, бидејќи ние ги одиме тие улици, ние ги користиме сите тие објекти и
луѓето треба да постават еден буквално емотивен однос кон животната средина, како би добиле на квалитет. Во однос на општините ќе бидат сега 21, потврдени ќе биде од Скопје се Аеродром, Ѓорче Петров, Шуто Ризари и Сарај. Секој што живее таму, еве ги поканувам луѓето, ќе направи општината оглас кој ден ќе чистат, така да може да се приклучат. Потоа се Куманово, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Охрид, Струмица, Штип, Велес, Дебар, Гостивар, да не изумам некој, Гевгелија, Демиркапија, значи, мислам дека ги кажав сите од прилик. Босилово исто, тоа е општината која што сама ни пристапи, слушнале за проектот и пристапија и рекоа дека сакаат да бидат дел од ова. И тоа, штом тоа се случува, значи може би сме на некој добар пат. Така, предпоставувам крајната цел е на крајот сите да бидат вклучени во оваквите акции. Горана, темата е широка и интересна и заслужува многу повеќе време, но еве нам ни остана време за уште едно прашање да го заокружиме денешниот разговор. За годинава најавувате воведување нов формат, локални фестивали. За што сушно станува збор? Какви активности се предвидуваат во таа насока? Локалните фестивали ги нарековме Сончева тепсија. Оваа година се планирани да се одржат во Крива Паланка и Струмица. Целта е еден вид на мала прослава на она што луѓето ќе го исчистат. Значи истиот ден кога ќе заврши генералка викенд во тој град, ќе има една мала прослава. Целта е поддршка на локалните производители. Значи сите производители на храна или на за нечиски производи може да излезат, да ги постават своите производи на тој фестивал. Локални бендови, артисти ќе настапат со тоа што го воведуваме исто концептот на нула отпад. Ако некој оди на некој штанд и земе храна, чинијата во која што ќе биде поставена храната или чашката во која ќе добие напиток, ќе ја плати 10 денари. Со тоа што знае дека веќе 20 денари вложил. И тие 20 денари ќе му се вратат ако ги врати откако ќе изеде храната на истиот штанд, му се враќаат парите. Со тоа што нема отпад. Тоа е концептот поставен на база на истражувањата на Универзитетот од Упсала. Значи полека тој начин на размислување за да не се фрла, бидејќи знаеме што се случува после фестивалите, целата локација е со отпад. На овој фестивал локален сакаме да нема отпад, да се воведе тој концепт на размислување, да се направи на мала прослава. Може би следната година ќе имаме во повеќе градови и може би еден ден во таа генералка викенд после собирањето отпад, луѓето во сите буквално општини ќе го прославуваат ова. Со нула отпад. Така, навистина интересен концепт, би рекол и мотивирачки. Гордана, ви благодарам за денешното учество во утрински брифинг и пред се ви посакувам успешна генералка годинава. Благодарам, Александар, на покана.